Гледате ново издание на Фактор магазин. Очигледно на Македонија е судено постојано да е во исчекување на датум за почеток на преговори. Откако изостана препораката за почеток на преговори на јунскиот самит, сега нов датум или нов термин е октомврискиот самит. Околу тоа што не очекува во престојниот период, особено од препораките на Брисел, да се фокусираме во делот на реформите во правосудството, борбата против криминалот и корупцијата, ќе разговарам со министерката за правда Рената Треневска-Десковска. Ви благодарам најпрво што прифативте поканата. Благодарам. Министерке, докаде диалогот или разговорите меѓу власта и опозицијата околу можеби клучното прашање за кој Брисел инсистира што поскоро се најде решение? Тоа е законот за специјалното јавно обвинителство. Очигледно е дека ова е едно од најтешките, ако не и најтешко прашање во ресорот правда во моментот, значи од аспект на законодавната агенда. Ние бевме свесни од самиот почеток дека тоа ќе биде каменот на сопнување, имајќи ги во предвид многу лични интереси на оние кои што треба да го поддржат овој закон. Уште на почетокот на годинава ние како влада усвоивме предлог на закон кој што го испративме во собранието. Тој се уште не е дистрибуиран до пратениците во очекување да се изгради двотретинско мнозинство. Имавме серија на средби со пратениците од ВМРО ДПМН, но и се од други политички партии со цел да изградиме консензус. Она што сакаме да го испратиме како порака е дека практично овој закон треба да се донесе со широк консензус, имајќи во предвид дека законот за СЈО беше гласан со консензус од 4 најголеми политички партии во собранието. Пожелно би било, според она што го добиваме како сигнал, да се изгласа исто така со широка поддршка на опозицијата и од тие причини тргнавме во диалог буквално со сите. Во овој процес, како што знае јавноста, ВМРО ДПМН достави одредени амандмани на законскиот текст кој што го испративме ние во собранието. Дел од тие амандмани ги прифативме и тоа се амандмани кои што се однесуваа претежно на внесување на етички правила за постапување и работење на јавните обвинители во законот и одредени прашања кои што навистина беа комплементарни со текстот, беа прифатени, но има еден дел на амандмани кои што не можеа да бидат прифатени, а тие претежно се однесуваа на статусот и работењето на специјалното јавно обвинителство. Власта предлага закон за СЈО, но и опозицијата најавува свој закон за СЈО. Да, како ќе најдете заеднички јазик? Последно, значи, кога веќе не успеавме да добиеме консензус во тој процес на поднесен наш закон и амандмани од опозицијата, сега слушнавме оваа недела дека лидерот на опозицијата ќе испратат од нивна страна нов закон за јавно обвинителство. Ние како министерство сме спремни да разговараме дури по нивниот текст. Значи, целта ни е да донесеме квалитетен закон без оглед чив закон ќе биде усвоен во собранието. Значи, не патиме од суета дека законот испратен од Министерството за правда, работен од работните групи тука, треба да биде тој што ќе биде донесен. Значи, ако понуди ВМРО ДПМН поквалитетен закон на кој што ќе можеме да изработиме, да обезбедиме консензус без одредени спорни прашања кои што се јавија како спорни прашања во досегашната дебата, ние сме спремни да го поддржиме тој закон со цел да се донесе. Значи, нас ни е битно да обезбедиме ефикасен, одржлив систем по европски стандарди за гонење на кривични дела. Без разлика кој ќе биде Што сте спремни да прифатите, а што би одбиле? Значи, се што ќе значи подобрување на текстот, се што ќе значи квалитет ќе дава основа за квалитетно работење на обвинителствата, сме спремни да го прифатиме. Се што ќе значи обид во некои одредби да се скријат интенции или намери да добијат амнестија за одредени кривични дела, тоа не може да биде ставено како дел од законот за јавно обвинителство. Значи, вие знаете дека главниот проблем кој што се јави во досегашните разговори со опозицијата беше проблемот дека јавните, кај нив едното беше дека специјалното јавно обвинителство не треба да биде посебен орган, туку треба да биде дел од оделение во обвинителството за организиран криминал, понатаму да нема одредени гаранции кои што ги содржи сегашниот закон за СЈО, за нивно самостојно постапување, значи, бидејќи тие настанаа како причина
имајќи во предвид причините уствари заради кои што се формираше специјалното јавно обвинителство, како последица на тоа се наметна да им гарантират одреден статус, утре било кој да е јавен обвинител на државата да не може да им ги одзема предметите. И она што беше најголемиот камен на стопнување во сегашниот закон е членот 105, кој што се однесуваше на истрагите и на обвиненијата кои што во моментот се водат од специјалното јавно обвинителство. Значи, кај нив имаше барање, сите истраги кои што се почнати после 18 месеци, сите обвиненија кои што се покренати да запрат, сите докази да бидат уништени и практично тоа значи амнестија на тие случаи, така што таков тип на решение не може да биде прифатено. Вие велите дека нема да прифатите на амнестија, но де факто ние бевме, македонската јавност беше сведок дека беше донесен закон за амнестија во контекст на уставните промени. Законот за амнестија беше закон кој што си го предложија претениците во таа комисија нивна за помирување и во кој што опфати само еден дел, еден настан во минатото, тоа е 27 април, тоа не е насилните дела. Значи, законот за амнестија претходниот не опфати дела кои што се однесуваат на корупција, финансиски случаи и слично. Така што тоа беше фокусиран на едно прашање. Секако, сите закони за амнестија се проблематични. И јас сум свесна дека тој закон направи турбуленција во правниот систем и никој како правник не смета дека е добро да се носат такви закони, бидејќи се праќаат лоши пораки. Но сите исто им е јасно, вие кажавте во кој контекст беше донесен тој закон. Во јавноста се има впечаток дека сте заложници на Катица Јанева. Апсолутно не. Која покажа на некој начин целиот терет го зема и нејзиниот им во контекст на разоткривање на целата таа афера околу прислушкувањето. Но каков е вашиот впечаток? Дали тимот на Јанева и специјалното јавно обвинителство досега одговори на предизвиците? Значи, јас сакам да потенцирам дека во досегашните разговори воопшто не станало збор. Значи, кога разговараме ние како групи работни од Министерството и од политичките партии околу законот, воопшто ние не спомнуваме Катица Јанева. Значи, нас не ни е во интерес да разговараме кој ќе биде специјален јавен обвинител. И тоа не било никогаш предмет на дебата и не интересира. Значи, законот содржи принципиални решенија. Кои се услови за избор на специјален јавен обвинител, кои се услови за избор на јавен обвинител на Македонија, кои се услови за која е постапката и кој ќе ги бира. Значи, уопште не зборуваме за имиња, така што не го ставаме законот во светло и не сме оптеретени дали ќе биде Катица, дали ќе биде Фатиме, дали ќе биде Ленче или ќе биде некој сосема трет. Значи, тоа е ирелевантно. Друг специјален јавен обвинител? Значи, ние немаме ни право ни да прифаќаме, ни да не прифаќаме заради тоа што според нашиот предлог специјалниот јавен обвинител го избира Советот на јавни обвинители. Тоа е тело што е надвор од извршната власт. Значи, тие ќе изберат, ќе видиме кој ќе конкурира и врз основа на тој конкурс тие ќе се бираат. Она што можеби за прв пат можам да го слушнам од вас, односно како власт говорам, е дека вие сте подготвени да прифатите и друго решение за специјален јавен обвинител, што е спротивно на можеби изјавите на премиерот Заев кој не ја дава условно кажано Катица Јанева. Не мислам дека може да ја дава или да не ја дава. Значи, не е во надлежност буквално на никој од извршната власт да се пазари за кадровски решенија во специјалното јавно обвинителство. Ако остане предлогот како што е во текстот на Министерството за правда, СЈО да биде, односно специјалниот јавен обвинител да биде биран од Советот на јавни обвинители, буквално е надвор од наша надлежност уопште да разговараме кој ќе биде специјален јавен обвинител. Како сте задоволни од реформите во правосудството? Значи, реформите во правосудството треба да ги гледате во еден поширок спектар и бидејќи тука играчи се повеќе актери, значи повеќе институции. Реформите во правосудството опфаќаат законодавната агенда која што ја води Министерството за правда, а потоа имплементацијата која што треба да ја води судскиот совет, Советот на јавни обвинители, самите судии. Значи во делот и тука е цел еден спектар, значи на она што значи испреплетено делување. Она што се однесува на работата на Министерството за правда, што е задача, значи ние нити судиме, нити обвинуваме, ниту можеме да менуваме судски пресуди, нити можеме да менуваме обвинителски акти.
активноста на Министерството за правда е да предлага закони кои што ќе бидат потоа одобрени во собранието. Имајќи во предвид од моето доаѓање до сега која листа на закони беа спремени и која листа на закони беа донесени и дека сите тие закони поминаа низ сериозна проверка, дел во Венецијанска комисија, дел во Европската комисија, јас можам да кажам дека навистина поставивме основи за европски правосуден систем, секако останува обврската на другите органи кои што се во сферата на правдата да завршат својата работа. Значи, ние донесовме закон за судови, кој што беше двотретински закон, кој што доби најблескави оценки во Венецијанска комисија. Досега ние како држава бевме критикувани дека судски пресуди се пишувале во неилинденска безброј или кој да е сега број. Дека се нарачувало избор на судии, на обвинители од страна на министерот за правда, дека тој се мешал во разрешување на судии. Една од главните забелешки кои што ги даде Прибе беше тоа дека министерот за правда не сме да се меша во овие постапки. И сега очекувањето е, затоа ние направивме рамката, дури формално го исклучивме министерот од присуство на такви седници и оставаме судскиот совет сам да си ја заврши работата онака како што тоа се прави во европските држави. Кога ќе Вангелов ќе биде заштитена мечка? Значи тоа ако мислите дека никој го штити од страна на извршната власт, нема таква работа. Значи ниту јас, ниту премиерот, нити било кој нема нити интерес, нити потреба да штити било кој судија, најмалку Вангеловски. Прашањето, знам дека во судскиот совет е покрената постапка за негова одговорност, се надевам дека тие ќе си ја завршат работата согласно законот. Колку за потсетување, кога дојдовте на власт, првично најавувавте генерален реизбор на судии, потоа таа идеја спласна, но до ден денеска ниту еден судија не одговара. Значи, има судии кои што се разрешени, значи не е дека нема, има судии за кои што се покренати и кривични постапки, но мора да бидеме свесни дека во реформите во правдата ние не сме самостојни во носење на одлуките и во одредување на правците. Нема полесен начин да почнете од почеток. Значи, ќе ги реизберете судиите, сите за кои што имате, низ тој процес на ветинг, кај што имате сомневања, и тие еден транспарентен процес може да се докажат дали имате нереално збогатување, дали имате криминални пресуди, дали имате слично. Некои судии видовме во соседна Албанија и сами се откажа, не се пријавува да бидат реизбрани, да им биде продолжен мандатот. Фактот дека кога Македонија се обсервираше од Европската Унија во процесот на реформите, беше испратена порака дека нашата држава не треба да помене низ процесот на ветинг, што беше различно од Албанија. Значи се сметаше дека сепак судството кај нас не е на такво ниво како во Албанија да одиме низ тој процес. И тоа е практично рамката која што ви ја даваат. Што значи во македонското судство нема да има ветинг? Значи според во моментот кога се градела стратегијата за реформи на правосудството, било отворено тоа прашање. Јас не бев тогаш во министерството, но ја проучив хронологијата, разговарав со луѓе, било отворено прашањето за ветингот и било изречно дадено насока дека таков процес не се препорачува за кај нас. Ако добро ви разбрав, ми редови, почната е постапка за одговорност на одредени судии. Да. Кои се тие судии? Значи јас не ги знам по име и презиме, затоа што согласно овој закон кој што постои сега и што е донесен, јас ниту имам право да присуствувам, значи исклучивме министерот за правда да не сме да присуствува на седници на судски совет на кои што ќе се одлучува за постапка на одговорност на судии. Но го добивам дневниот ред, има една од точките, постојано е дека има разрешување на постапка за одговорност на одредени судии, така што има постапки се водат. Мислам дека за деталите е добро да се обратите во судскиот совет. Дали СДСМ расчисти со дилемата дека нема да има двојни аршини и дека ќе ги гоните и вашите луѓе доколку се огрешиле пред законот? Значи, се што работиме како влада, но и ние како Министерство за правда е правење на принципиелни правила кои што ќе важат за сите. Значи, не треба да има прогон на неистомисленици, но не треба да има ни заштита на оние кои што ви се истомисленици. Така што од тој аспект
мислам дека судиите треба да бидат растеретени, обвинителите треба да бидат растеретени од било какви потреби да се додворуваат на едни или на други. Министерке, не ви успеа намерате да го вратите бегалецот, осудениот екс-премиерот Груевски во Македонија. Значи, јавноста многу добро беше запозната со случувањата, особено што господинот Груевски побара и добија азил уште пред да знаеме каде е избеган. Значи, ние кога ја почнавме постапката за екстрадиција, вие знаете дека јавноста всушност дозна каде е, преку неговиот Facebook статус, во кој што стоеше дека добив азил во Унгарија. Ние ја на барање на обвинителството и на судовите го праќаме барањето за екстрадиција, го пративме, значи сега последно го дополнивме со барањето за 27 април. Она што официјално уште не сме го добиле, но го слушнавме од медиумите, дека барањето е одбиено заради тоа што тој има добиено азил. Според вас, како треба да биде судбината на специјалното јавно обвинителство? Како посебен оддел, односно посебна институција, како и досега што функционира автономна, или да биде инкорпорирана во рамките на оддел за организиран криминал и корупција? Значи, ние во предлогот кој што го пративме, направивме еден хибрид. Него има специјалното јавно обвинителство статусот кој што го има сега, но нема да биде ниту одделение во организиран криминал. Факт е дека кога се формираше специјалното обвинителство, се покажа дека има сериозни индици за нефункционирање на јавно обвинителскиот систем. И се наметна потреба од посебен самостоен орган кој што ќе гони криминал и корупција. Во изминатиот период покажуваме дека треба да функционираат институциите, дека нема мешање од страна на извршната власт, ниту наредба како да се гони или како да не се гони. И од тие причини сега се обидовме да направиме една хибридна ситуација меѓу старото решение кое што постоеше и ова решение кое што е моментално. Значи, специјалното јавно обвинителство да биде одделение, да биде посебен орган, значи посебно обвинителство во рамките на јавното обвинителство, со тоа што во текот на разговорите со опозицијата дојдовме и до едно решение каде што ќе добијат ист статус одделението организиран криминал и специјалното јавно обвинителство. Значи, двете обвинителства да имаат одредена самостојност, имајќи во предвид дека се борат со најтежок вид на криминал. Едниот е организиран криминал, другиот е криминал на белите крагни, што би се рекло. Така што од тој аспект сметаме дека треба да имаат статус кој што ќе им даде на некој начин забрана на повисоките обвинителства да им одземаат предмети со цел да вршат притисоци како да се гони и да не се гони и слично, но исто така да бидат и вклопени во тој систем. Така што хибридно е решението. Министерке, дуи се сомнева дека зад разговорите кои ги објавува ЛЧК се крие СДСМ за да се намали моќта на лидерот на интегративците Дуи. На Дуи, Ахмети. Јас искрено да кажам немам никакви информации. Она што го читам од медиумите, значи апсолутно не е во надлежност на Министерството за правда ниту да истражува, нити да проценува, но искрено не верувам во таква теорија на заговор. Не верувате во теории на заговор, а верувате ли дека во октомври ќе добиеме датум за почеток на преговори со Европската унија? Јас очекувам искрено, се надевам дека ќе добиеме, имајќи во предвид дека навистина заслужуваме да добиеме датум за почеток на преговори. Мислам дека навистина несериозно од Европската унија, која што треба да биде не само унија, туку и символ на принципи, на одредени вредности, кога ние како земја аспирант, која што веќе толку долго време е во чекалницата за прием на Европската унија, сме ги исполниле сите барања и тие барања секоја следна членка се повисоки и повисоки. Значи, ние ги исполнивме тие стандарди, тоа е апсолутно нотирано во извештајот кој што го добивме. Сега да не се ја исполнат тие својата обврска, мислам дека е неодговорно и несериозно од нивна страна. До кога може да се очекува да се најде компромис околу специјалното јавно обвинителство? Па, она што го добиваме како препорака од Европската унија е дека пред самитот во октомври треба да го имаме затворено тоа прашање. Така што ние интензивно ќе работиме на овој процес, очекуваме, значи предлогот што ќе стаса од ВМРО ДПМН веднаш ќе биде проучен, споделен со работните групи и потоа ќе влеземе во интензивен диалог.
На крајот, дали ќе бидат закопани прислушкуваните разговори кои се останати? Значи, она што го разговаравме кога го спремавме текстот, сегашниот текст што е пуштен во собрание, значи на законот за јавно обвинителство, информациите беа дека се што можело да биде извлечено од материјалите е извлечено и тие материјали се веќе обработени од специјалното јавно обвинителство. Врз основа на прислушкуваните разговори кои што се во најголем дел индиции кои што водат кон собирање на материјални докази, значи затоа направивме во сегашниот текст кој што е пуштен граница на користење на материјалите и оние кои што кај што реално имаше со цел да обезбедиме поширок консензус каде што нема да се користат. Значи, ако се собрани докази материјални врз основа на прислушкуваните разговори, за многу случаи е ирелевантно дали ќе ги користите или не. Така што тоа е ставено на маса, ќе видиме каков предлог ќе стаса од ВМРО-ДПМН. Мислам дека тука и не е страшно и да се направи компромис, имајќи во предвид информациите кои што дојдоа до нас во текот на работната група, работењето, дека тоа нема да влијае значително на буквално на случаите. Министер, ќе ви благодарам за интервјуто. Благодарам вас. Почитувани гледачи, тоа беше министерката за правда Рената Треневска-Десковска. Следува сегментот и следниот мој соговорник, амбасадорот на Франција во Република Северна Македонија Кристијан Тимоње, а по рекламите и интегрално целиот разговор со него. Всушност, овие прашања за правна држава и борба против корупцијата треба од сега посериозно да се наблюдуваат. Познати се имињата за клучните позиции во Брисел. Но каква е перспективата на Балканот и на земјите од регионот по новиот состав во Европскиот парламент? Дали проширувањето ќе остане приоритет? Каде е Република Северна Македонија на патот до Европската Унија, откако изостана датумот за почеток на преговори ова лето? На актуелни теми и прашања ќе разговарам со францускиот амбасадор во земјава, кој морам да признам дека е се поприсутен во медиумскиот простор. Амбасадоре, ви благодарам најпрво што прифативте поканата за интервју. Дали се враќаат старите идеи за стара и нова Европа во две брзини? Најпрво обединување на Балканот, па потоа членство во Европската Унија? Првата работа која што сакам да ја кажам е дека прво сакам да ја поздравам одлуката која што ја донесоа шефовите на држави и на влади. Има нови имиња сега кои што се на чело или треба да бидат на чело на Унијата, и тоа самото по себе е добра вест, затоа што сме успеале да се договориме за една за една екипа на убедени европејци кои што го носат европскиот идеал. Тоа е и случај на председателот Макрон, затоа што неговата прва идеја, која што впрочем е и наша, да имаме функционална Европа, Европа која што нуди перспектива, особено перспектива за земјите кандидатки. А затоа ќе треба да гледаме кон иднината, а не како што велите вие кон стари идеи. Се разбира дека ја имаме Европа која треба да донесе одлука за почеток на преговори. Тоа е важен момент кој што вие го следите со голема желба и волја. Но ја има и Европа на реалноста, а таа Европа на реалноста е токму она кое што ќе треба да се гради и на регионално ниво на Балканот, затоа што очигледно е дека за една функционална Европа потребен е регион кој што повторно ќе биде просперитетен, ќе може да се гради, да води размена, но и ќе биде сврзнат кива на мирот. Европа сакаме да ја туркаме кон Балканот, без разлика нели со почетокот на отварањето на преговорите во одреден момент. Председателот Макрон мощно јасно што од почетокот кажа дека
земјите од Западен Балкан ја имаат таа вокација да влезат во европската изградба. Но очигледно е и тоа го видовме и последните денови со малку драматизација и страст дека нашето функционирање треба да се подобри за да имаме кредибилитет, затоа што доколку сакаме да ви предложуваме и модел и надеж, тој модел и надеж треба да бидат кредибилни во нивното функционирање, затоа што меѓу 27-28 е доста тешко, а може ли да замислите со 6 земји дополнителни? Значи, прво имаме домашна работа кај нас и вие индивидуално имате домашна работа, но и колективна. Амбасадоре, неодамна излеговте со остра рецензија за состојбите во Република Северна Македонија, УНЕСКО, за недоволно спроведувањето или бавната динамика на спроведување на реформите во делот на борбата против корупцијата, владењето на правото, партизираната и политизирана администрација. Моето прашање до вас е, дали владата недоволно прави во однос на спроведување на реформите, или дали тоа е само на декларативно ниво, а без суштински да се испорачаат резултати? La première chose, прва работа во однос на УНЕСКО, она што се случува е наследство од години наназад. Тоа значи дека УНЕСКО години наназад предупредувал за потешкотиите со кои што се доведува во прашање заштитата на тоа единствено место, а тоа е Охрид и неговото езеро. Имаше список на барања и се чини дека УНЕСКО смета дека не беа сите фактори исполните и тоа е сложен проблем, бидејќи проблемот е наследен од оваа влада, односно оваа влада го наследила проблемот од минатото. Станува збор за тешко прашање на кое што ќе треба заедно да работат државата во областа на своите одговорности, локалното ниво, но и граѓанскиот сектор, кои што треба активно да учествуваат и да покажат од една страна дека се одговорни кон тоа наследство, но од друга страна ја имаат можноста да делуваат за заштита на наследството. Тоа е навистина интересен студиски случај, затоа што од една страна постои добра волја од меѓународната заедница, посакувајќи тоа место да биде истакнувано, а прашањето за одговорноста е важно, затоа што на декларативен план сите се спремни и најверојатно сакаат да се зајакне зачувувањето и одржувањето, но во реалноста знаеме дека се случи тој попис, односно регистар во кој што илјадници згради били изградени, односно објекти без дозвола, и знаеме дека тие не се изградиле за 2-3 дена, и знаете, јас бев и во Охрид и во Струга и забележуваме колку е тоа сложено на локално ниво, затоа што има групи од интереси кои што се мошне, мокни и мислат само на своите интереси. И затоа ќе кажам дека постои неопходност од интеракција, како впрочем за спроведување на другите реформи, меѓу она што значи државно ниво, соработка со локалното ниво и вклученост на граѓанскиот сектор. И затоа тоа прашање кое што беше наведено пред година дена на последниот Европски совет во месец јуни, и меѓу нив беше и прашањето за корупција, за департизација, затоа што состојби вакви се воспоставуваат поради сите овие појави од кои што не е само засегната Северна Македонија, туку е генерално прашање и во регионот и пошироко, а понекогаш и кај нас. Затоа ќе кажам дека не станува збор за генерализирање или стигматизација, туку сакам да ги охрабрам сите напори кои што се прават, но станува збор за област која што има и ризици, и затоа ќе кажам дека разликата меѓу декларативното ниво и реалноста понекогаш се појавуваат со резултати кои што се понекогаш тешки, како
оној што би можел да се случи за Охрид. Затоа тоа генерално прашање за јазот кој што постои помеѓу она што е на хартија и реалноста е прашање кое што ќе треба да биде наблюдувано одблиску, особено кога ќе треба да ги донесеме одлуките кои што се очекуваат во месец октомври. Го спомнавте месец октомври. Моето прашање е директно. Има ли сега гаранции дека во октомври конечно Македонија ќе добие датум за почеток на преговори и дека до крајот на оваа година ќе започне диалогот меѓу Република Северна Македонија и Европската унија? Единствената гаранција која што ја знам е дека ќе се разговара за таа тема, затоа што е тоа дел од заклучоците во месец јуни. Значи ќе се разговара на таа тема врз база на извештајот на Европската комисија, но не можам да предвидувам за резултатите од тие разговори помеѓу државите членки. Бевме спремни ние да го отвориме тој разговор во месец јуни, но се случи техничка пречка од страна на Бундестагот и се разбира дека ќе треба да ги почитуваме процедурите на државите членки и сега тоа прашање повторно ќе се најде на маса во месец октомври. Но не можам да предвидам ниту каков ќе биде францускиот став, ниту позицијата на другите држави членки. Може ли ваквата политика на Брисел во однос на Република Северна Македонија, откако ги испорача сите потребни резултати и во однос на договорот со Грција и договорот со Бугарија, земјата да остане надвор, односно да остане во чекалната на Европската унија на подолг период? Јас можам само техничка или дипломатска забелешка да ви кажам, затоа што дипломатијата подразбира и техника. Имаше пречка која што беше надмината преку Преспанскиот договор и преку уставните измени, затоа што тоа беше тесно поврзано со една пречка која беше поврзана со името на земјата и тоа само кај една држава членка. Но таа пречка беше надмината сега со храбрите одлуки кои што беа донесени од страна на двајцата премиери. Таа пречка или таа голема карпа која што се најде на патот беше надмината, односно од страната и да се надеваме дефинитивно. Сега предстои отворање на преговорите преку нормален процес, а тоа е процес кој што треба да го следат и другите земји кандидатки, а тоа значи дека постојат низа на критериуми. Тие критериуми беа наведени во месец јуни 2018 година и кои што генерално се однесуваат на реформите поврзани со владењето на правото. Всушност, овие прашања за правна држава и борба против корупцијата треба од сега посериозно да се наблюдуваат, а не како што беше во момент на големото проширување на Унијата. Кои се клучните столбови на новата француска политика во однос на перспективата на Западниот Балкан? Си има впечаток дека председателот на Франција Макрон дава пред се приоритет на реформирањето на Унијата, а потоа на процесот на проширување? Тоа се две различни работи. Првата е дека Европската Унија има потреба од длабока внатрешна реформа поврзана со нејзиното функционирање за да може да ви понуди трајна перспектива. Не знам дали тоа ќе биде подарок кој што ќе ви го дадеме, затоа што дента кога ќе бидете спремни, а ќе бидете спремни еден ден. Затоа што сметаме дека сега слаба унија на држави која што не може заедно да одлучува, која што не може да инвестира во иднината и која не е компетитивна во светски рамки, не ќе биде способна да ги одбрани интересите на членовите на Унијата. Тоа од витално значење. И забележувате како мултилатерализмот денес
par des grands États, par des États émergents. Го победуваат големи земји, тоа земји во развој, како големите економии не сметат како ривали, дури како конкуренти, и како Европската унија понекогаш се соочува со големи потешкоти да донесе одлука за својата одбрана. Затоа нашиот прв процес е организацијата кон која одат вашите надежи да биде на ниво на надежите. Достојна на ниво на надежите. А за втората точка, ќе кажам дека ние очекуваме овие држави да бидат додадена вредност внатре во рамки на Европската унија и ни предстои работа, затоа што вие ќе донесете во унијата вашата историја, вашиот придонес, и мислам дека не треба само да се фокусираме на датумот и на почетокот на отварањето на преговорите. И тоа е нели забелешка на сите наши министри, затоа што треба да зборуваме за конкретна соработка, и сакам да ја поздравам одлуката која што беше донесена од страна на властите во Северна Македонија да учествуваат во воена мисија под закрилата на Европската унија. Власти и опозицијата никако да не дадат заеднички јазик околу тоа како да продолжи да функционира специјалното јавно обвинителство. Власта предлага свој закон за СЈО, сега и опозицијата ВМРО ДПМН најавува свој закон за специјалното јавно обвинителство. Моето прашање, има ли временска рамка до кога треба да се затвори прашањето околу законот за специјално јавно обвинителство? И кој е според вас, каква треба да биде иднината на оваа институција? D'abord, la première chose que je dois vous dire, c'est que cette institution, vous la mettrez Оно што сакам да ви кажам е дека таа институција треба да се стави на место кое што ќе биде од ваш интерес за да се воспостават стандарди, но исто така и кадри во политичкиот и во економскиот живот. Значи во ваш интерес е прво тоа да се направи и постигне и во интерес на нацијата, за да можат политичките партии нели да се согласат заемно, а не само нас да не задоволат и да се пополни дополнително поле да се штиклира за во месец октомври. За нас тоа ќе биде повод во каква состојба е државата од областта на политичкиот систем. Дали постои доволен капацитет за да се постигне компромис, дали постои капацитет за да преовлада националниот интерес, нели над личниот интерес, затоа што познати ни се сите потешкоти, има многу отворени прашања од кои што се засегнати многу лица. Затоа ќе кажам дека ова повик за одговорност, затоа што ова прашање е символично, но одблиску се следи од страна на институциите во Брисел, но исто така се следи од моите институции. Затоа ќе кажам дека сето оно што ќе биде постигнато од оваа област ќе биде прво добро за вас, во ваш интерес, за македонците од Северна Македонија, но ќе биде и важен елемент за тој патокас за кој што зборувавме претходно од месец јуни 2018 година. Затоа јас ги повикувам сите оние кои што имаат одредена одговорност да бидат на висина на таа одговорност и да ги надминат личните интереси и посебни интереси. Ама следот денови е актуелен скандал поврзан со сомнителен тендер, а во кој е инволвиран генералниот секретар на владата Рашковски. Моето прашање е дали е етички Рашковски да остане на позицијата генерален секретар, и во контекст на прашањето ми е особено во делот на неговиот однос кон новинарите. Тоа е афера за која што јас нема да се изјаснувам за суштината, но можам само да кажам дека е многу важно да постои доволна транспарентност кога станува збор за тендери, особено кога има странски фирми нени кои што се засегнати од тој тендер, затоа што прашањето по тоа тесно е поврзано со довербата која што може да ја имаме во ваков вид на случај. Често пати, знаете, од мене бараат
да повикувам странски инвеститори да дојдат овде, односно француски предпријатија да учествуваат на тендерите. И затоа ќе кажам дека системот треба да биде кредибилен, транспарентен. Тоа е многу важно за сликата на оваа земја, но исто така и за кредибилитетот на реформите. Денес сме во еден свет кој што брзо се движи, а времето за политиката, времето за медиумите, времето за барањето, но испорачување на резултати не соодветствува со реалното време, кое што тешко се трансформира, затоа што станува збор едноставно за луѓе, како вие и јас, кои што од една страна мора да го почитуваат начинот на делување, од друга страна посакуваат промени. Франција е свесна за одговорноста која што ние ја имаме, за да може тој надеж, таа надеж да не биде скршена, и затоа јас ги повикувам сите гледачи, секој со своето политичко размислување да види што може да направи за да го овозможи тој национален компромис во интерес на државата, за да може потоа нашето јавно мислење да оцени дека Северна Македонија направила напори и сега е спремна да направи дополнителни чекори кон европското семејство. Амбасадор, ви благодарам за интервјуто. Ја благодарам. Во изминативе 30 на минути следевте издвоени интервјуа со министерката за правда Рената Треневска-Десковска и амбасадорот на Франција во Република Северна Македонија Кристијан Тимонје. Ви благодарам на вниманието и останете со програмите на телевизија 24.